Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва донесуваме. Дали американската дипломатија е вклучена во олеснување на диалогот меѓу Софија и Скопје за да се најде решение и на тој начин да се деблокира процесот? It was our hope, and it continues to be our hope, that you can start the intergovernmental conferences this year. And if not this year, as soon as possible next year. So the answer is yes, we are in constant communication with all of our European partners on this. За да ја зачиниме проверката, а во интерес на приказната, направивме фотошоп корекции на мојот личен дигитален сертификат. Ставивме лажен идентитет и датум на раѓање и тргнавме во акција. Не барате ковид сертификати? Не дека нема, ама... Униформи за холандски медицинари се шијат по Кочанско Зрновци. Во Тетовско ТРЦ пак се прават јакни за германски електромонтери. Подобрувањето се гледа видливо во кај оние производители кои произведуваат работна и заштитна облека. Прв пат годинава 6 компании учествуваа на сајм за работна облека во Германија со национален штанд. Се вратија со нови нарачки. По генералната најава редовно следуваат реклами. Со емисијата ќе се вратиме за кратко. Соединетите Американски држави се надеваат дека првата меѓувладина конференција меѓу Северна Македонија и Европската Унија може да се случи оваа година, а ако не, тогаш што е можно побрзо следната година. И за ова да се оствари, САД се во контакт со сите своји европски партнери. Ова во интервју за 360 степени го вели шефот за Западен Балкан во американскиот Стейт Департмент Габриел Ескобар по денешната прва посета на Скопје по преземањето на новата функција во хиерархијата на американската дипломатија. Дали американската дипломатија е вклучена во олеснување на диалогот меѓу Софија и Скопје за да се најде решение и на тој начин да се деблокира процесот? Well, I want to start with the message that North Macedonia deserves to be part of the European Union. You're culturally, historically, and increasingly economically part of Europe. You should have a seat at the table. Additionally, you've made some very, very good reforms that qualify you to start the process. So we're working very closely with our European partners, all our European partners, to ensure that that happens very soon. It was our hope, and it continues to be our hope, that you can start the intergovernmental conferences this year. And if not this year, as soon as possible next year. So the answer is yes, we are in constant communication with all of our European partners on this. Ќе се реферирам на една реченица што ја кажавте, или можеби полуреченица за време на изјавата, посредбата со министерот Османи, зборувајќи во контекст на потребата од што побрз почеток на пристапните преговори за Северна Македонија во ЕУ, рековте ја поздравуваме подготвеноста за флексибилност. Може ли да појасните на што точно мислевте при тоа? Well, what I mean by that is we are very supportive of every effort that you've made to do what's necessary to start the process. You've made reforms, you have signaled your intent to do everything necessary, and on top of that, this government expressed a strong support, a strong strategic vision for being a member of the European Union, and we continue to support that. На прес настанот посредбата со министерот Османи имаше прашање од еден новинар дали господинот Ескобар од Скопје оди за Софија. Yeah. Well, the answer is no. Ова е сегмент од разговорот што денеска попладне го снимивме со заменик помошникот државен секретар во Бирото за европски и евразиски прашања во американскиот Стейт Департмент и специјален пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар. Целото интервју ќе го видите малку подоцна во емисијата. Во него ќе ги слушнете одговорите на Ескобар на прашањата за случувањата на внатрешно политички план во Северна Македонија, најавената оставка на Зоран Заев од премиерската функција, преговорите за консолидирање на парламентарното мнозинство, состојбите со корупцијата, состојбите во регионот. Останете со нас. За да ја зачиниме проверката, а во интерес на приказната, направивме фотошоп корекции на мојот личен дигитален сертификат. Ставивме лажен идентитет и датум на раѓање и тргнавме во акција. Не барате ковид сертификати? Барам
Не дека нема, ама Униформи за холандски медицинари се шијат по Кочанско Зрновци. Во Тетовско ТРЦ пак се прават јакни за германски електромонтери. Подобрувањето се гледа видливо во кај оние производители кои произведуваат работна и заштитна облека. Прв пат годинава 6 компании учествуваа на сајм за работна облека во Германија со национален штанд. Се вратија со нови нарачки. Ја знае ли некој друг оваа песна? Сите, браво, ајде! Ајде, децата, ова слушаат. Саботаж. Почетокот на вакцинацијата против COVID-19 во земјава доцнеше и во однос на ЕУ и во однос на регионот. Сепак во моментот вакцини има, но снема граѓани што сакаат да се вакцинираат и покрај релативно високиот број заразени. На средината на минатиот месец, Комисијата за заразни болести се обиде да воведе, но не доби владина поддршка за серија мерки кои требаше да стимулираат вакцинација. Во моментов, борбата против евентуален нов голем COVID бран се води со актуелните мерки. Така е на хартија. А како е на терен, провери нашиот Петар Клинчарски. Пред 3 недели, Комисијата за заразни болести предложи сите вработени во јавниот сектор да бидат обврзани да прават COVID-19 тестови на 72 часа, да имаат доказ за прележан COVID не постаро 45 дена или да се вакцинираат. Верувам дека ќе го зголеми офатот со вакцинација и дефинитивно ќе се намали бројот на заболени од COVID. Во овој момент болниците ги преоптоваруваат пациентите кои што се заболени од COVID, а кои што се невакцинирани, тие се негде близу 80% од вкупниот број на COVID пациенти. По гласната реакција од синдикатите, владата не го прифати предлогот на комисијата и побара нови ревидирани мерки. А додека тие да стигнат, владата им наложи на надлежните министерства и инспекцијски служби да ги зајакнат контролите за спроведување на актуелните мерки. 360 степени истражуваше дали нешто се смени на терен. Сакате да одите во кафуле, во ресторан или во трговски центар? Според актуелните COVID-19 правила, тоа не е забрането, но под еден услов. Мора да поседувате валиден сертификат за примени 2 дози вакцина и да го приложите на увид. За системот да функционира, сепак, не е доволно граѓаните да го имаат сертификатот, туку и угостителските и трговските објекти да вршат проверки. Па 360 степени одлучи да направи тест, колку на вистина се почитуваат мерките. За да ја зачиниме проверката, а во интерес на приказната, направивме фотошоп корекции на мојот личен дигитален сертификат. Ставивме лажен идентитет и датум на раѓање и тргнавме во акција. Првото место за проверка ни беше во главниот град, кафуле во скопската населба Аеродром. Утринското сонце не примами да седнеме на летната тераса на објектот. Ај, еспресо едно мало да го. Набрзо стигна и кафето. Кафето се испи, побаравме и сметка, но никој не ни побара COVID сертификат. Не барате COVID сертификати? Барам, Не дека нема, ама Тие што немаат кажуваат сами. на проценка идете, а? Од Аеродром решивме да видиме како е во центар, општината во која се седиштата на владата, собранието и најголемиот дел од министерствата и инспекцијските служби. Ај, еспресо едно само, ако може. Да не треба COVID нешто сертификат. Мислам, ви имам, ама пошто не прашавте ради тоа. Многу ми поише да прашам, пошто сите имат навика кој нема сертификат и не доаѓа во кафа. Свегаш? 2 кафиња беа доста, па продолживме на шопинг и тоа во 2 познати трговски центри во главниот град. За разлика од угостителските објекти, во трговските центри ни побараа сертификат уште при влезот. Им го покажавме фалсификуваниот сертификат и успеавме да влеземе без никаков проблем,
Обезбедувањето бара сертификат, но не проверува ништо дополнително. Следниот ден бевме во проверка надвор од Скопје. Го избравме гостивар. Не ми барат и јам, ако треба ковид сертификат. Не, пошто не ми побаравте ради тоа. Добро. И во гостивар не ни бараа ковид сертификат во Кафуле. Следната локација ни беше бурекчилница во центарот на градот. За изненадување, тоа беше единственото место каде ни го побараа. Прво место кај што не побарале сертификат. Доаѓа инспекција? Во бурекџилницата доаѓа инспекција, но се чини не и во еден од трговските центри во градот. За разлика од Скопје, тука воопшто немаше ни редари кои барем про форма би побарале сертификат. За јакнатата контрола за проверка на сертификатите за вакцинација, владата им ја наложи на институциите на 25 ноември. Па од Илинденска 2 побаравме информација за бројот на контроли и казни пред и по тој датум. Бидејќи 25 ноември беше среда недела, во четврток добивме бројки за неделата од 15 до 21 ноември и за неделата од 22 до 28 ноември. Тие покажуваат дека од 15 до 21 ноември, односно неделата пред да се препорача построга контрола, службите на повеќе инспекторати извршиле вкупно 2255 надзори и контроли, а изрекле 292 мерки. Во неделата пак, кога беше наложена построга контрола, од 22 до 28 ноември, извршени 1983 надзори и контроли и изречена е 151 мерка. Или во неделата кога владата побарала построга контрола, всушност има помалку контроли и помалку казни. И покрај нашите барања за интервју со представник од пазарниот инспекторат, таква можност не добивме. Па ни остана само писмено да прашаме во владата за она што самите го видовме, кој е одговорен за тоа што на терен ретко се бара сертификат, а и онаму каде се бара не се проверува валидноста. Проверката за прележан COVID-19 ја врши редарска служба ангажирана од страна на правниот субјект. При тоа ангажираните редари, вработени во лиценцираните агенции за обезбедување, имаат овластување за легитимирање, а доколку вработените се посомневаат во можна злоупотреба на сертификатот, може да повикаат инспектори кои во содейство со полициски службеници ќе извршат контрола на лице место. Користењето фалсификуван сертификат представува кривично дело. Овластување и правила има, но како што покажа нашиот блиц тест, тие никаде не се целосно во функција. Всушност, во најголем број од случаите и воопшто не се применуваат, како надвор од главниот град, така и на стотина метри од владиното седиште. На крај, се сведува на совеста на граѓаните. Текстилната индустрија со околу 800 компании кои вработуваат околу 30.000 работници придонесува со 2,4% во македонскиот БДП, бруто домашен производ. Иако огромен дел од сошиеното е за извоз, потенцијалот не е докрај искористен, па дел од компаниите поддржани од Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот беа да бараат нови клиенти на саем во Германија. Инвестицијата во саемскиот настап не беше залудна со оглед на договорените нови сделки. Од агенцијата најавуваат уште поамбициозен проект за воиднина – воспоставување национален текстилен бренд. Славица Филиповска на оваа тема. Униформи за холандски медицинари се шијат во Кочанско Зрновци. Во Тетовско ТРЦ пак се прават јакни за германски електромонтери. Македонски фирми се трудат да фатат чекор со европскиот пазар и покрај ковид ограничувањата. Подобрувањето се гледа видливо кај оние производители кои произведуваат работна и заштитна облека. Прв пат годинава 6 компании учествуваа на саем за работна облека во Германија со национален штанд. Се вратија со нови нарачки. Ние лично имавме еден сериозен контакт од Ирска. Како посебна компанија да настапиме, тоа навистина не можеме си уште да си го дозволиме. Зошто е важно да се помогне за промоција на македонските текстилци? Таму може да се работи многу на
додавање на дополнителна вредност на производството. Шест компании од Северна Македонија во октомври учествуваа на саем за корпоративна облека во Дизелдорф, Германија. Представници на Zlatex, Eurosolid, Evrojeans, Lars, Albatros и Textile Solutions, распоредени на националниот штанд, се обидуваа да го привлечат вниманието на клиенти од различни земји. Учеството на саемот е оценето како успешно. Оти фирмите, како например штипската конфекција Lars, се вратија со известни сделки. Во фирмата ќерка на Lars, Перу, во Кочанско Зрновци, покрај тековните производи се изработуваат и урнеци за потенцијалниот клиент од Ирска. Се работи за униформи во областа на медицината, медицински униформи кои тие ги продаваат во Ирска. Па сега моментално ќе изработуваме мустри кои ќе им ги дадеме во предвид да ги погледнат. Клиентот зборува за 300 парчиња по боја и по величина, а се работи за да речеме за 7-8 величини во 3-4 бои, така да сериозни нарачки се тоа за нас. Lars има традиција во изработка на заштитна облека. Во двата погона околу 140 вработени шијат различна гардероба. Во погонот во Штип моментално се произведуваат фармерки за луѓе што возат мотор. Ево ова конкретно е за колената. Се нашива на колената како заштита. Ова е како джеп, во него се става протектор од пластичен дел кој штити исто така. А каде ви се протекторите? Протекторите ќе ги ставаме после по перењето, бидејќи ова е фармерка, пред се пере и потоа се монтираат на готов производ. Нашков објаснува зошто овдешните фирми стануваат интересни за европската клиентела. Во рок од 3 недели може да ги добијат производите од денот на нарачката, тоа е голем плюс за нас. Друга можност што е битна за нив е дека можеме да изработиме помали налози и да се врши тоа на дополнување. Тие најчесто имаат една колекција која стално дополнуваат во однос на првата количина која е поголема, подоцна ги дополнуваат тие колекции, така да тука им е многу подобро и по-лесно да се соработуваат со нас. Сега овде треба да се искористи таа шанса на моменталниот, на светскиот пазар и да преземем поголем број на клиенти. Во погон на Zlatex во Тетовско Теарце се произведуваат јакни што ќе штитат од струен удар германски електромонтери. Компанијата работи по лон принцип, што значи дека добива се од нарачателот, а тука само се шие. Не посетува доста германски купци, доста купци од Англија, но и од Скандинавија, и Норвешка, и Шведска, и Финска. Тие беа заинтересирани токму за тој готов продукт. Ние имавме палета на производи од постоечките купци изложено, неколку противпожарни одела, мултифункционални јакни за различни намени. Имавме униформи војнички и имавме софтшел јакни кои што се во последно време доста актуелни и баш и за нив имавме доста голем интерес. На саемот сепак воочиле дека европскиот пазар бара друг систем на производство. Сега забележавме дека навистина потребата за готов производ, снабдување на клиентите е доста голема. Во тој смисол ние и воспоставивме многу контакти со добавувачи. Нашата листа на добавувачи за материјали и репроматеријали навистина сега зголемена. И ние имаме можност да го издигнеме нашиот бизнис веќе на повисоко ниво со тоа што би понудиле готов производ на купците. Не само шиењето, туку и да понудиме и наш производ. Текстилниот сектор е важна гранка во македонската економија. Во 800 конфекции, бројот на вработени се движи околу 30.000. Придонесуваат со 2,4% во бруто домашниот производ. Речиси се што ќе сошијат македонските текстилци или 95% оди за извоз. Најмногу за Германија околу 2/3. Во пандемијата многу повеќе трпи модниот сектор отколку производителите на заштитна облека.
Тие најмалку истрадаа во текот на пандемијата, бидејќи во целиот период заштитна опрема беше потребна, за разлика од модниот програм кој што многу страдаше. Текстилниот кластер, заедно со Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот и швајцарската програма за поддршка на извозот СИПО, селектираше 6 фирми кои треба да учествуваат на сајмот за работна облека. Подготовките траја половина година. Фирмите добија експертска поддршка за подобро представување на сајмот, како и обука за поефикасно презентирање на професионалните социјални мрежи. Штандот на сајмот го закупи државата за да им даде ветер во грб на фирмите, вели директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот Дејан Павлевски. Нас интенцијата ние да помогнеме во моментот додека компаниите не се осамостојат да почнат и самите да учествуваат на тие сајми. Токму и затоа спомнав на почетокот дека побаравме минимален дел учество на компаниите, меѓутоа со тоа да покажат спремност за некаков влог во самото организирање. Знаете што, друго е кога агенцијата во име на државата стои позади организација, друго е кога компаниите кои што реално им треба во моментот помош, самите тоа би го правеле. Финансиската конструкција можеби не е главниот проблем. Главни елементи се она што значи логистика, контакт со стручни лица и така натака. Павлевски го споменува законот за финансиска поддршка, преку кој агенцијата обезбедува поврат на средства на компании што ќе вложат во оправдани инвестиции. Околу 60 на компании од тие се токму од текстилниот сектор. Значи користат бенефициите за капитални инвестиции, за изградба на нови хали, објекти. Новина од оваа година е тоа што овозможивме инсталации на фотоволтаици со цел производство на електрична енергија од сопствени извори. Така што бенефициите се тука, компаниите ги препознаваат и нас ни е навистина драго што е тоа. Долгорочно, смета Павлевски, македонските текстилци треба на работењето да му дадат целосно свој печат. Размислуваме во насока како да креираме еден национален бренд кој што со поголем капацитет ќе може да настапи со сопствена брендирана облека, не само кај нас, нашиот пазар е мал, туку да пробаме да настапиме на некои од поголемите пред се европски пазари. Второ, да искористиме можноста за онлайн продажба, што е се поактуелна, тоа особено во текстилниот сектор. Додека се изгради национален бренд, текстилните компании продолжуваат со индивидуалните битки за нови клиенти и пазари. Габриел Ескобар во септември оваа година ја презеде должноста на заменик помошник државен секретар задолжен за Западен Балкан во американскиот Стейт Департмент. Одлично го познава регионот, зашто на новата позиција дојде од местото заменик амбасадор на САД во Србија, а претходно во кариерата служел на различни дипломатски позиции во Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора. Денеска прв пат беше во Скопје на средби со председателот Пендаровски, премиерот Заев, вице-премиерите Димитров и Битики и шефот на дипломатијата Османи. Пред да замине од Скопје, даде интервју за 360 степени, прво за еден медиум од Северна Македонија по доаѓањето на новата функција. Да го видиме. Господин Ескобар, благодарам за ова интервју, за ова можност да разговараме со вас по средбите што ги имавте денеска во Скопје. Ова е ваша прва посета на Северна Македонија, освен што предпоставувам дека средбите имаа запознавачки карактер. Какви пораки пренесовте на разговорите со државновладиниот врв? Yeah, well, first of all, thank you for the opportunity to be on your program. The purpose of the visit was threefold. First, I wanted to give the government my personal thanks and the thanks of the administration for the strong commitment that North Macedonia has to NATO. It's a real partnership, one where North Macedonia does a lot of contributions, and one where I hope that we can deepen our cooperation. Second, I wanted to express the United States and this administration's support for your candidacy in the European Union. We hope that that can happen very quickly, and you have our full support for that. And third, based on the existing cooperation that we already have with North Macedonia, I wanted to explore with the government options for deepening
the relationship, to expand the relationship to be more robust in terms of economic investment, cultural, educational, agricultural, and every other kind of cooperation aside from just the military to military and the political strategic relationship. Ги споменавте НАТО, ЕУ. Прво за НАТО. Неодамна беше објавено дека Северна Македонија ја завршила војната интеграција во Алијансата. Многу пати овде се наметнува дилемата дали нашата армија, со оглед на бројноста на бројот на војници, со оглед на опремата што ја има, дали може да биде сојузник од полза за другите членки на НАТО. That's right. In fact, it already is. So let's remember that NATO is predominantly a political union. So that means it is a union of countries that have not just common interest, but shared values. And it is those values that are important in NATO being a really important instrument for bolstering democracy, for promoting rule of law, and for encouraging reform. So in that regard, North Macedonia serves as an excellent example for future members. Повеќе пати досега од различни нивоа од администрацијата во Вашингтон доаѓаше порака дека Соединетите Американски држави поддржуваат почеток на пристапни преговори на Северна Македонија со Европската унија, но свесни сме поради блокадата од Бугарија тоа досега не се случува. Моето прашање е дали американската дипломатија е вклучена во олеснување на диалогот меѓу Софија и Скопје за да се најде решение и на тој начин да се деблокира процесот. Well, I want to start with the message that North Macedonia deserves to be part of the European Union. You're culturally, historically, and increasingly economically part of Europe. You should have a seat at the table. Additionally, you've made some very, very good reforms that qualify you to start the process. So we're working very closely with our European partners, all our European partners, to ensure that that happens very soon. It was our hope, and it continues to be our hope, that you can start the intergovernmental conferences this year. And if not this year, as soon as possible next year. So the answer is yes, we are in constant communication with all of our European partners on this. На прес-настанот посредбата со министерот Осман имаше прашање од еден новинар дали господинот Ескобар од Скопје оди за Софија. Yeah. Well, the answer is no. After this, I am going to Bosnia for the Peace Implementation Conference. After that, I'm going to Tirana again to signal our support for the European Union membership. And then after that, I'm going to London to meet with the new UK special rep who's convening the foreign ministers of the Western Balkans in a way to map out the future of how our cooperation will work in the Western Balkans. All of those are positive developments for the region. All of those, we hope that Macedonia will be a full partner in helping us move forward. And I don't exclude that at some point I will visit other parts of Europe where we have important issues to discuss. Ќе се реферирам на една реченица што ја кажавте или можеби полуреченица за време на изјавата посредбата со министерот Османи, зборувајќи во контекст на потребата од што побрз почеток на пристапните преговори за Северна Македонија во ЕУ, рековте ја поздравуваме подготвеноста за флексибилност. Може ли да појасните на што точно мислевте при тоа? Well, what I mean by that is we are very supportive of every effort that you've made to do what's necessary to start the process. You've made reforms, you have signaled your intent to do everything necessary, and on top of that, this government expressed a strong support, a strong strategic vision for being a member of the European Union, and we continue to support that. Имате ли коментар за неодамнешните и тековните случувања на внатрешно-политичката сцена во Северна Македонија? Знаете, Заев најави оставка од премиерската позиција, имаше обид за уривање на оваа влада, во тек се преговори за консолидирање на парламентарното мнозинство? Our partnership with North Macedonia is with its people and its institutions. So our hope is that the next government, like this government, can maintain its strong pro-NATO commitment
and a strong Euro-Atlantic focus. So we're hoping that any government will have that, and as long as that government has that, they have our full support. На внатрешен план за Северна Македонија и за незините граѓани, како што велите, се чини главни проблеми остануваат широко распространетата корупцијата, прашањето за владење на правото, потребата од ефикасно и независно судство. Која би била вашата порака во овој контекст, имајќи во предвид определбата на председателот Џо Бајден, со која што борбата против корупцијата на глобално ниво ја постави како клучен интерес за националната безбедност на Соединетите Американски држави? It is. And as you know, corruption is deeply damaging and corrosive to democracies. North Macedonia has been a great example on multi-ethnic harmony, on establishing a pattern of deepening Euro-Atlantic ideals. So the fight against corruption is one that we all have constantly, not only within our borders, but around our borders. So I encourage the government of North Macedonia, this one, the next one, all governments, to continue the fight against corruption. And by the way, it is corruption that is leading to the migration of people outside of the Balkans. So the sooner we work to resolve this issue, the more healthy both the economy and the democracy will be in this country. Сакам да ве прашам и за главните предизвици во регионот на регионално ниво, Босна и Херцеговина, диалогот Белград-Приштина. Што е вашата проценка? Можен ли е пробив за овие две прашања на некаков краток рок? Well, in order to answer both those questions, we have to talk about the context in which we're dealing with them. The important thing for the public to know is that this administration doesn't look at the Balkans through the lens of the 1990s, that is, through the political problems. The reality, the real story of the Balkans is the phenomenal economic growth and the phenomenal economic opportunities that exist here. If you look at the economic of where we are 25 years later, out of the former Yugoslavia and the former area of the Western Balkans, we now have 3 NATO countries that we call allies as well as friends. The economy is growing at an average rate of about 7%. The region offers tremendous opportunities for energy, shipping, transportation, renewables, and even IT. So it is this regional economic integration that is transforming the Balkans into a really exciting place to be able to look at the political questions and the economic questions. This is where North Macedonia is going to help us resolve the problems, not just in your country, but in the region. So yes, I do think that in the context of this regional integration, that there are great opportunities to resolve the issues of Serbia and Kosovo and Bosnia and Herzegovina. And we're going to be looking to North Macedonia to contribute to the resolution of those problems as well. На каков начин? Well, first of all, you are a tremendous example of multi-ethnic harmony. You're a great example of peacefully and effectively integrating into Euro-Atlantic institutions. And you're also a model of free, fair, and peaceful elections. So we need you to export that. Интересно. Ќе ни се вратите брзо? I would like to. In my next visit, I would like to do more in working with chambers of commerce, businesses, entrepreneurs, students, and civil society. Now, I'm making this trip because it was the only opportunity I could make before the end of the year. And as I said, it was important for this administration to make a statement in support of your Euro-Atlantic aspirations. But in my next visit, I promise to meet with more people and get a broader sense of what North Macedonia is. Благодарам многу за ова интервју, благодарам за можноста токму 360 степени да го има првото интервју со Габриел Ескобар по преземањето на новата функција. Thank you very much. По интервјуто со високиот американски дипломат ќе одиме на уште една пауза, а по неа ве поканувам да ја одгледаме Саботажата.
Урбаното двиење кое никако да престане и секојдневно предизвикува револт. Перспективно, веројатно би било реално да добие третман каков што според граѓаните и заслужува. Тоа би требало да биде санкционирано како сексуален однос без согласност. Наше домче, кои сакаат одредени луѓе или личности или фирми да го узурпираат и да го направат тоа што сакаат да го направат, се надевам дека еден ден ќе одговараат како се силување на луѓе. Скопската градоначалничка се уште нема критички став во однос на разубавувањето кое под политичко покровителство и на двете досегашни структури му се случува или му се најавува на градот. На што и да се очекува од некого постојано бега од новинарите и од кого ќе се соочи со нив по известно време, со личностни имени изјави, се демантира самата себе си, не баре светлечките украси, кои наводно бесплатно ќе бидат ставени, нема да трошат од тоа што таа убедуваше дека ќе штеди. Ова е едно од тие трошања, особено во моменти кога имаме, односно соочени сме официјално со прогласување на енергетска криза од страна на владата, која што потенцијално се соочуваме и со соодветни рестрикции, како што видовме според изјавите на министерот за економија. Денеска склучивме меморандум за соработка за новогодишно китање на градот Скопје без фискални импликации по градот. Кој знае, може би градоначалничката лично ќе ја плати сметката за струја, но постојаното јавање на бранот на ефтиниот популизам дополнително ја разорува довербата не само во институциите, туку се манифестира во секоја пора од општеството, која јасно покажува дека не верува во ништо. Колку веруваат, нели, колку се согласуваат дека не прскат со вируси од авион. Целосно се согласуваат, делумно се согласуваат, нели, не се согласуваат. И 46% викаат да, се согласуваме целосно. Целосно или делумно се согласуваат со изјавата дека не прскат со вируси од авион. За разлика од земјава која потполно несериозно се однесува кон овие сознанија и ниту размислува за механизми за превенција и за санација на потполното неразбирање на реалноста. Во нормалниот свет, Македонија станува вистински лидер, ама по идиотизам и класично лудило. Спикерката и тој кој што ги коментираше на Euronews податоците со голема тешкотија се воздржуваат да не прснат во смеење. Истите тие, веројатно би сватиле дека не е време за подсмевање, туку за плачење ако до нив стаса информацијата дека во нашиот воспитен процес, наместо вистинска култура и музика, негователките во градинките им форсираат кич и шунт на децата со едноставно образложение, дека тие го слушаат тоа што сакаат, а не она што ќе им биде понудено да го научат. Ја знае ли некој друг оваа песна? Сите, браво, ајде! Ајде, децата, ова слушаат. И на крајот, сето тоа веројатно добива појасна димензија, особено кога професорка среде час станува жена, додуша не на султанот, туку на локалниот инспектор по образование. Професорке, снимај. Снимам. Оле! Чина, после прашам тука на твоето работно место, пред твоите ученици. Дали сакаш да ви бидеш сопруга? Сакам. Доволно е само да се каже крај. Се разбира со среќа. Саботажата вообичаено е последна содржина во секој издание на 360 степени. Благодарам што бевте со нас и вечерва. Ве поканувам повторно да не гледате в петок од 22 часот. Останете наласат, погледнете ги вестите на македонски јазик по неколку минути.